Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот отец Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, еве денес си спомнуваме за едно од најголемите чуда на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, кој ги направил за време на својот земен живот. Си спомнуваме имено за воскресението на неговиот пријател Лазар, кој како што слушнавме од Евангелието веќе 4 дена бил во гробот и според природните закони неговото тело се беше предало на распадливоста. Евангелскиот расказ за ова големо Христово чудо започнува трогателно со нешто што сите нас не плаши. Започнува токму со болеста. И се вели, беше пак болен некој си Лазар од Витанија. Евангелистот зборува за болеста на една конкретна личност. Лазар од Витанија, сепак покрај овој историски контекст, ние можеме да ги разбереме овие зборови и во преносна смисла за секој човек, за целиот род човечки од Адам па до денес. Беше пак болен целиот човечки род и заспа. Заспа во сон смртен. Интересно е тоа што Спасителот смртта ја нарекува сон или заспивање. Сака со тоа да ни покаже дека смртта за него навистина е таа, еден обичен сон, и дека за него да воскресне некој мртовец е исто како да го разбудил од спиење. Исто така остава силен впечаток тоа што е болен на не некој друг, туку токму Лазар, пријателот Христов. Болен е некој што е возлюбен од Бога. И пратениците на двете сестри Марта и Марија, кога му јавиле на Христа за болеста Лазарова, му нагласиле: Господи, ете оној што го милуваш, болен е. А Синот Божи пак поради таа цел и дојде да го оздрави смртно разболениот Адам и сите негови потомци, да му понуди здравие и живот на целиот род човечки. Велиме да му понуди, бидејќи он не сака ништо да направи против волјата човечка. Неговата љубов кон човекот е толку голема, што во никој случај не сака со сила никому ништо да наметне. Он дојде, се воплоти заради нас, стана човек, се нарече син човечки и му понуди пријателство и посиновение на целото човештво. Сите нас не повика да бидеме пријатели негови, да бидеме собраќа негови и синови по благодат на Бога Отецот. Како што другаруваше со Лазар, он сака да другарува и со целото човештво. Поради таа причина и дојде да го разбуди човештвото од гревовниот сон кој го разделува од него. Лазар, пријателот наш, заспал, целото човештво заспало, но ќе отидам да го разбудам. Зашто човекот после непослушанието што го направи кон Бога, ја успа својата душа во гревот и оддалечувајќи се самиот на тој начин од изворот на животот, на крајот умре. Се разболе од гревовите и умре. Тоа се повторува и во секого од нас кога поспани од своите гревови и страсти забораваме на Бога и смртно се разболуваме. Гревовите навлегуваат полека во нас и го контаминираат нашето духовно битие. Како што при намножување на штетните бактерии во едно тело, имунитетот на тоа тело опаѓа и на крајот настапува телесна смрт, така станува и со духовното здравие на човекот. Доколку човекот постојано греши и го одложува покајанието, неговата свест во текот на време слабее и тој човек уште од овде за време на својот живот тешко ќе се разболи, ќе заспие во гревовниот сон и на крајот ќе умре, губејќи го и вечниот живот. Следствено, да ги послушаме Христовите зборови кои имаат огромна животворна сила, кои велат: Лазар излези надвор.
застанал Спасителот пред мртвиот гроб, како што пред сите нас постојано стои и вика: излези надвор од твојата темнина, разбуди се од твојата гревовна заспаност, бидејќи јас, твојот Создател, станав човек заради тебе и сакам да живееш вечно, сакам да другаруваш со мене и јас со тебе во вечноста. Бог не може да ја поднесе бедата во која човекот западнал поради гревот. Затоа денес он плаче, иако он како Бог знае дека ќе го воскресне Лазар, зошто тогаш да плаче кога повторно ќе го види својот пријател жив. Но плаче поради тоа што гледа како неговото највозвишено создание, царот на целото творение, да се дави во калта на смртта. Дури повеќе почнува и да смрди, а таа смрдеја предизвикана од гревот стигнува до Бога. Тоа љубовта Божја не може да го поднесе. Затоа Бог стана човек и затоа и солзи над човечката природа. Има ли поголема љубов од тоа, постојано и над секого од нас се сожалува и со неговите умилителен глас не повикува: излези надвор од твојата гревовна затвореност, излези и поиди по мене. Неговите животворни зборови се храна на нашата душа, како што телото доколку не го храниме ќе умре, така и нашата душа доколку не ја подкрепуваме со неговите божествени зборови кои оживуваат, ќе ја изгуби својата виталност, ќе заспие во сонот на смртта и ќе го загуби вечниот живот. Затоа, драги браќи и сестри, да се потрудиме да излеземе од гробот на нашиот егоизам и нечувствителноста, да излеземе од нашата гробна ладнотија и да го послушаме неговиот глас, да го послушаме гласот на нашиот најголем пријател и другар, Господ наш Исус Христос, кој сака да бидеме живи, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Драги браќи и сестри, оваа прилика сакам да искористам и да ве поканам сите вас на света божествена литургија, утре со почеток во 10:30 часот, каде сите заедно ќе го прославиме влегувањето Христово во Ерусалим, или народски кај нас познато како цветници. Нека нашиот Господ и Спасител по молитвите на нашата Мајка Божја Пресвета Богородица на сите нас ни дарува и телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Imaš li srce vodamari, što me ubivaš? Poznajmo glasoko gosi, kade zasmivaš. Što ke mi oči, koga te gledam, tuđa pregratka. Što ke mi usni, koga te ljubav samo naslika. Vino me gori, solza me boli, pusta sudbina. Svirači plakam, doma se vraćam, kako begrija. Što ke mi je
žive, on soja doli. Što ke mi oči, koga te gledam, tuđa pregratka. Što ke mi usni, koga te ljubav, samo naslika. Vino me gori, solza me boli, pusta sudbina. Svirač i plakam, doma se vraćam, kako me krija. Što ke mi je, pa da se otrezna. Što ke mi oči, koga te gledam, tuđa pregratka. Što ke mi usni, koga te ljubav, samo naslika. Vino me gori, solza me boli, pusta sudbina. Svirač i plakam, doma se vraćam, kako me krija. Što ke mi je, a da se otrezna. Što ke mi je, a da se otrezna.
Stojan se podrazbudi, na nedena govori. Oj neveno, ti mlada nevesto, što mi ladi lice to. Da li sitna rosa podrosuva, il se silni doždovi. A nevena mu veli, Stojane bre Stopane, mi tu sitna rosa podrosuva, nit se silni doždovi. Moj vesolzi po lice ti kapat, od selanski nepravdini. Sinoća kraj češmata, selani se zbira. Zbor, zboreja, koga ti ke umreš, bete da mi zadava. Mene mlada daleko odnesa, zavari me prodada. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се крiju. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Koji prv započne
Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Ajde da si rečime jedna pesna, mnogo glasovita, jedna šmajka juna gradja, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. More da si rečime uštedna, da se stora dva pati, oči moma ima, jedna šmajka juna gradja, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. More da si rečime uštedna, da se stora tri pati, tri na krst pirustija, dve oči moma ima, jedna šmajka juna gradja, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. More da si rečime uštedna, da se stora četiri pati, četiri momije na oroto, tri na krst pirustija, dve oči moma ima, jedna šmajka juna gradja, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. More da si rečime uštedna, da se stora pet pati, pet prsti raka ima, četiri momije na oroto, tri na krst pirustija, dve oči moma ima, jedna šmajka juna gradja, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. Ajde da si rečime uštedna, da se stora šest pati, 6 meseci, pol godina, pet prsti raka ima, četiri momije na oroto, tri na krst pirustija, dve oči moma ima, jedna šmajka juna gradja, ono i mi je bil rano pevo maj mesec. Ajde da si rečime uštedna, da se stora sedum pati, sedum dena vodne dela, 6 meseci, pol godina, pet prsti raka ima, četiri momije na oroto, tri na krst pirustija, dve oči moma ima, jedna šmajka juna gradja, ono i mi je bil
е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Македонки бил бијанки, македонки џанум бил бијанки, качи се моме на коња, појди со мене, двајцата да се земиме, не можам без тебе. Качи се моме на коња, појди со мене, двајцата да се земиме, не можам без тебе. Не можам без тебе. Качи се моме на коња, појди со мене, двајцата да се земиме, не можам без тебе. Se zemime, ne moža bez sebe.
konja, pojdi so mene, majca da nas se zemime, ne možem bez tebe. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Majstore, nešto za srce, ova večer do sabajle da lumpuvame. Ajde majstore, lundo neka je, ovoj džumbus da se pamti, da ni ostane. Sviri silno, ej, raspali opajka, opa, 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 nina, ne igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 nina, ne sviri silno, ej, raspali opajka, opa, 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 nina, ne igrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene, sve što imam će ti da dam, al da ti je. Ajde majstore, noć vam naša je, sviri duri, živa voda, nese stori me. Opa, nina, ne sviri silno, ej, raspali opajka. Opa, 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 nina, ne igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 nina, ne sviri silno, ej, raspali opajka. Opa, 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 nina, ne igrajmo me, razveseli me. Ajmo!
raspali opajka. Opa, 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 nina naj igre mome, razveseli me. Opa, 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 nina naj sviri silno, raspali opajka. Opa, 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 nina naj igre mome, razveseli me. Društvo pije, istota pesna enale. Srce v ogradi bije, a oči svetar nema beganje. Pijam, da ga krijam, pijam, zvezdi spijat nije, ne se dava me. Doma nikoj nemam, ne znam komu trebam društvo gore čašite. I da sme živi, da se vidime, i da sme zdravi, pak da pijeme. I da sme živi, da se tešime, i da sme zdravi, pak da grešime. Spije i samo nokiva znaje se. Vino i srekni nije i zbogom pamet, zoro čekaj me. Pijam, da ga krijam, pijam, zvezdi spijat nije, ne se dava me. Doma nikoj nemam, ne znam komu trebam društvo gore čašite. I da sme živi, da se vidime, i da sme zdravi, pak da pijeme. I da sme živi, da se tešime, i da sme zdravi, pak da grešime.
Lisja pađat samo za tebe, život te prikazna, štom si kraj mene. Život te prikazna, štom si kraj mene. Vrati se Bela Marija, vrati se ako ti ostala drag, žolti Lisja Marija, šepota samo za ljubov da blag. Vrati se Bela Marija, vrati se tako što zaminati, tvoja ta ljubav Marija, samo što blesna i verna se skri. Povtorno se rađat, reka spomeni, Lisja ta si pađat, mnogu godini. Lisja ta si pađat, mnogu godini. Vrati se Bela Marija, vrati se ako ti ostala drag, žolti Lisja Marija, šepota samo za ljubov da blag. Vrati se Bela Marija, vrati se kako što zaminati, tvoja ta ljubav Marija, samo što blesna i verna se skri. Dolgi tažni doždovi vrnat za mene, jedni oči beskrajno plačat za tebe. Jedni oči beskrajno plačat za tebe.